Здраво, ова е 22-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертуар е 7852, Хичкокс Shower Scene на Александрео Филипе, во кој станува збор за документарен филм посветен за снимањето на еден од највлијателните хорор филмови во човештвото, филм кој го промени не само жанрот, туку и начинот на одење во киносалите, носејќи го злото во близината на домовите. Ова е документарен филм за ремек делото Психо на Алфред Хичкок, меѓутоа се разликува од мноштвото документарци, најпрво визуелно, затоа што е црно-бел документарец во 2017 година, второ има интервјуа со огромен број на режисери и актери кои детално ја анализираат сцената под туш и свесни се за значењето на филмот во светската филмска историја, и трето, одгатнати се неколку мистерии во поглед на процесот на снимање и текот на работата на Хичкок со луѓе кои биле инволвирани во создавањето на филмот. Цитатот на По за најпоетската тема во уметноста не можел да биде избран за посоодветен филм. Сценирањето на идентичниот почеток на документарецот кој наликува на доживливото пристигнување во мотелот Бејтс од Психо е делотворно за доближување до сензибилитетот на Хичкок. Во 78 кадрирања и 52 резови на иконичната сцена се посочува дека Психо е реваншистички филм на Хичкок против студискиот систем во Холивуд. По мегахитот Север-Северозапад решава да се отклони од популистичките трендови на исилените техниколор патетични мелодрами кои се продуцирале кон крајот на 50-тите години, со исклучок на Диаболик и Анатомија на убиството, и да возврати со еден суров филм во кој главната хероина ќе биде убиена во првиот чин од харизматичниот собственик на мотелот, во сцената под туш која ја романтизираат говорителите на овој документарец до тој степен што монтажерката на абоминацијата на Гас Ван Sant, кој мекуваше Психо, соопштува дека оваа сцена невозможно било кадар по кадар да ја копираат и наместо да создаваат симулакрум решиле да експериментираат, што е потполно бесполезно за спасување на нивниот филм. Несомнено дека Хичкок бил свесен што има во рацете додека го снимил филмот, а за мене представува пресвртница во хорор жанрот. Во филмот истакнати се разликите на сцената под туш, студирани критички, историографски, психоаналитички, технички и теориски. Во книгата, сценариото, сториборд нацртот, снимената сцена од Хичкок и ремейкот, од самото манипулирање на гледачот за да дојде Дженет кај Ентони, предиграта во лови, екзекуцијата и поетичното истекување на постоењето во црната дупка на одводот, оваа сцена еднаш за секогаш ја промени светската кинематографија. Никој повеќе не беше безбеден во домовите. Воочливо е посветеното внимание на секој круцијален детал од Психо, како што Хичкок посветил во изборот на воајерската слика, иако недоволно акцент е ставено на создавањето на книжевното дело, на кое се базира, и на негаторските аспекти на вообразениот академизам и неуките критичари кои го игнорирале филмот пред и по неговата фама. Успешно е воспоставена паралела со другите филмски дела на Хичкок и потенцирано е сугестивното насилство, манипулирањето на цензорите и негативното влијание на мајката во неговата филмографија, начално како едни од најиндикативните нишки во неговиот манеризам. Дури ни студиозно и тврдокорно анализирање на сцената под туш, со дисекција кадар по кадар, рез по рез, не може да ја обезвредни магијата која се создава кога ќе се комплетира делото со алхемијата на монтажата, за и по најекстензивната анализа да останеме со подзината уста на крајниот резултат, кој плени и по илјадитото гледање. Филмот на крај нуди солиден избор на омажи на сцената под тушот од различни режисери во различни филмови, од играна, серијска, анимирана и документарна продукција. Секако дека филмот може да се додаде на плејадата на документарни филмови кои го слават енормното филмско милје на Хичкок, но овој филм, исто како и Хичкок, Трифо и Psycho Legacy, се
издвојуваат од баграта затоа што се филмови концепирани на конкретен аспект од творештвото и темелно го анализираат, нудејќи свежо гледиште на занемарените инстанци од севкупната филмска поетика, но овие чинители се потребни за допирање до уште еден слој на неговата естетска маестралност. Документарот содржи избир на архивски снимки од Ентони Перкинс, трейлерот на Алфред Хичкок, Пеги Ешкрофт, Лусил Бол, Тони Кертис и интервјуа со филмските работници за потребите на филмот со Питер Богдановиќ, Џастин Бенсон, Мик Герис, Карин Кусама, Илај Рот, Елајџа Вуд, Гилермо Дел Торо, Джейми Ли Кертис, Дени Елфман, Бред Истон Елис, Нил Маршал, Ос Перкинс, Ричард Стенли, Ли Ванел, дублерката на Дженет Ли, Марли Ренфро и многу други. Александре О. Филипе е еклектичен режисер на уникатни документарци, како што е неговиот претходен филм Dog of the Dead од 2014 година, посветен на зомби хорор културата и филмските дела на незаменливиот Џорџ Ромеро, со голем број на почитувачи и познавачи на неговите дела. Потоа филмот за Октоподот кој го предвиде светското првенство, насловен The Life and Times of Paul the Psychic Octopus, и сам по себе контроверзниот The People vs. Џорџ Лукас. Александре постојано соработува со идентична трупа на филмски соработници, како на пример композиторот Џон Хегел, кој за потребите на 78-52 се трудеше да не застрани од музиката на Бернард Херман, кинематографот Роберт Мураторе, ни овозможи да бидеме воајери на посетителите на собите, кои наликуваа како да се во мотелот Бейтс во црно-бел манир, а монтажерот Чед Хершбергер се погрижи овој забавен и информативен филм да го задржи својот интензивен ритам и флуидно течење. Ако треба да го еволуирам филмот, тогаш 78-52, Хичкокс Shower Scene според мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 22-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!